Кој во клик, кој во плоча. СДСМ и ВМРО ДПМН никако да најдат заеднички јазик. И по лидерската средба Ковачевски-Мицковски и натаму и неизвестно. Заедничка влада, предлогот беше, колку што мене ми е познато, проследен со тоа што дека наводно треба веднаш да се прифати гласање за уставните измени, што не е во согласност со ставовите на ВМРО ДПМН. Можна ли е нова средба на двете најголеми партии, на лидерите на двете најголеми партии и под какви околности? Мислам дека би била корисна средба да се направи рекапитулар на дисонантните тонови што се појавија. Дали банкарското лоби врши безкрупулозна девалвација на вредноста на заштедите и депозитите? Ова е ситуација која што и одговара на самата влада, значи одговара на владата високата инфлација. Има малку добитници, ама има голем број губитници. Инфлацијата е во моментот големо зло на кое што не му се дава нужно внимание. Каде води ова конфронтација на релација Вашингтон-Брисел-Москва? Почнува обуката на украинските пилоти за американските ловци F-16. Тоа значи дека тие планираат да се води долготрајна војна. Очекувам и влез на НАТО трупите во Украина. Гледате Трилинг, добро вечер. По одржаната средба Ковачевски-Мицковски беше очекуван политичкиот амбиент на дообјаснување, алиби реакции, меѓупартиски подметнување и условување. Ке дојде ли до првото собраниско гласање за предлогот за новелирање на преамбулата и како тоа ќе се изведе? Дали опозицијата од својата комотна, ултимативна позиција на условување на својот глас за уставни промени ќе го трансферира во компромисно спогодување? Како што се зајакнува вербалната инфлација, така не се намалува ни фискалната инфлација. Така и натаму се продлабочува и јазот околу и натаму двоцифрениот инфлација. Од друга страна пак дел од институциите бараат зголемување на платите. Во ова издание на Трилинг наш гостин ќе биде поранешниот министер за финансии, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и универзитетски професор на економскиот факултет, професорот Трајко Славевски. Добре дојдовте. Добро најдов. Благодарам за поканата. Професоре, на стартот, дали лидерот Мицковски го информираше извршниот комитет околу разговорите со премиерот и лидер на СДСМ Ковачевски? Не само што го информираше, туку и пред самата средба ние имавме извршен комитет каде што бевме запознати со позициите со кои што ќе настапи претседател Мицковски и со тие позиции беше запозната и македонската јавност по завршувањето на средбата. Дали ви изненади понудата од премиерот Ковачевски да влезете во владата како партија, да ви бидат понудени 5 министерски позиции кои ќе бидат речиси делот и носечки во владата? Не, воопшто не беше, како да кажам, изненадување, затоа што не е ни вредна за разгледување, за размислување, затоа што пристапот на ВМРО ДПМН е сосема различен, доколку нели се формира влада, нели некоја широка коалиција како техничка влада која што ќе подготви за кратко време избори, тоа би било прифатливо. Вакво нешто во секој случај дури не се сваќа сериозно од страна. Што значи дека отпаѓа целосно идејата за широка влада СДСМ ВМРО ДПМН, дури доколку и Не, тоа е вториот предлог, нели? Тоа е вториот предлог да се формира влада без ДУИ, нели, широка без ДУИ, која што ќе подготви избори, а по тие избори секој од партиите без разлика кој ќе биде во можност, нели, како резултат на гласањето на македонските граѓани, да ја добие поддршката на на другата партија, зборувам за партиите од тука власта, опозицијата, македонскиот блок, во решавањето на овие горливи прашања околу пристапувањето во Европската унија и преговарачката рамка со ЕУ. Зошто анблок ја отфрливте идејата околу заедничка влада?
Нема, како кажам, ништо не решава тоа. Заедничка влада беше предлогот беше, колку што мене ми е познато, проследен со тоа што дека наводно треба веднаш да се прифати гласање за уставните измени, што не е во согласно со ставовите на ВМРО-ДПМН. Резервите околу внесување на бугарите во уставот ВМРО-ДПМН ги објаснува со две тенденции. Загрозување на националниот идентитет, јазик и реципроцитет во малцинските правила. Дали за опозицијата се валидни серијата на дипломатски гаранции од нашите меѓународни партнери дека неспорен факт е постоењето на македонскиот јазик и идентитет? До сега, официјално имаме само од германскиот Бундестаг, а Германија до сега немала проблем со нашиот идентитет. И Германија, мислам да беше тоа на некој начин до толку вредно да го спречи на тамошното вето кој што го поставува Бугарија, тоа ќе беше направено и до сега. И мислам дека тоа е во секој случај за поздравување, но не го решава проблемот на намерите на Бугарија, нели, која што целосно го негира идентитетот на македонскиот народ, јазик, нација и така натаму, за да нема натамошни пречки во преговорите со Европската унија. Кога ја спомнуваме сега веќе Бугарија, ако можеа Борисов и Петков, двајцата лути политички противници, да најдат заеднички јазик и да формираат заедничка влада со договор, да го поделат мандатот 9 месеци премиер да биде од партијата на ГЕРБ, а 9 месеци од партијата на Петков, зошто тоа не би можело да функционира во случајот во Македонија? Добро, паралелата секако не е најсоодветна, а прво Бугарија ги нема овие проблеми, нели, кои што ги имаме ние со самата Бугарија во врска со ветото кое што го поставува за почеток на преговорите. И второ, Бугарија тоа го направи после 3 или 4 неуспешни избори. Јас не би посакал Република Македонија 2 години да биде заглавена за да не може да формира влада. Дали оваа идеја што беше пласирана на лидерската средба за широка влада е всушност дефокусирање на јавноста од можеби сосема многу поважни прашања, а тоа е намалување на инфлацијата, решавање на економското цунами кој ни уследи после економската, здравствената, енергетската криза. Па добро, не би можел вака резолутно да кажам да или не, односно да одговорам со да или не, но факт е дека во догледен период економските прашања, социјалните прашања беа потиснати на второ место пред овие прашања кои се однесуваат на притисокот што го врши власта за уставни измени. Во јавноста спласна критиките од ВМРО-ДПМН во однос на договорот Бехтел-Енка. Не би рекол, видите, нема многу користи постојано да одржите отворено прашањето. Беше кажано се што требаше да се каже во врска со штетноста на тој договор. Како што гледате, нема воопшто транспарентност. Јас сега не знам, мислам дека и пратениците не го добија на овид договорот кој што беше ветен дека ќе го добијат. Антикорупска комисија и таа замолкна, кажа дека не го добиле целосниот текст на договорот, така што останува тоа прашање отворено и мислам дека ова ваша забелешка дека не е опозицијата гласна во врска со тој договор, значи дека е не да е постигната целта, туку е анимирана јавноста и мислам дека македонската јавност разбра дека се работи за еден, како да кажам, пристап кој што е досега невиден, не го одобрува, бара поголема транспарентност и е загрижена за натамошниот тек на, да речем, реализацијата на овој проект. Ако дозволите сега да спомнам нешто што ние економистите посебно го нагласуваме, а не беше многу присутно во јавноста, ова е
прв ваков капитален проект за во кој што се тргнува не само без проекти и така натаму, она што би го кажале подобро од мене инженерите, туку не е обезбедено финансирање. Ако прашате, каде е финансирањето, викаат од буџет. А добро, од каде 250, 300, а можеби 500 милиони годишно, доколку се оди како што замислила власта и господин Артан Груби, од каде ќе се најдат тие средства во буџетот? Кој ќе може да обезбедува толкави средства на меѓународниот приватен пазар? Само да ви спомнам, јас бев министер за финансии во времето кога се правеа подготовките за реализација на последната делница од коридорот 10, имено делот Демиркапија Смоквица, и ние не тргнавме во реализација се додека прво видовме дека грците не се сериозни кога понудија на самитот 2003 година во Солун дека ќе финансираат, ќе помогнат со 50 милиони евра, и додека не обезбедивме средства од Европска инвестициска банка, која што ги финансирала сите наши коридори до сега, вклучително и автопатот Скопје-Тетово, додека не обезбедивме грант, не се тргна во реализација. Но внимајте што е сега тука, да речам, обврската. Оние што ги даваат средствата бараат поголема транспарентност, сериозност. Кредитите од Европска инвестициска банка се со многу ниска каматна стапка, со големи, долги грейс периоди, подолг рок на отплата, станува збор за европски коридори, но тие поставуваат услови. Професор Славевски, овој политички дел ќе го завршам со прашањето зошто има толку голема отпорност кај ВМРО ДПМН во однос на ДУИ. Категорично велите би влегле можеби во владата, но во влада во која нема да партиципира ДУИ. Истата таа ДУИ во која вие како влада, предводено од Груевски, а вие бевте тогаш и министер за финансии, го делевте владиниот колач. Па видите, по парламентарни избори, дали ќе бидат предвремени, дали ќе бидат редовни и така натаму, сосема известно дека ВМРО ДПМН ќе биде партијата која што ќе формира влада. ДУИ го прекрши оној договор на кој што ти, или правило на кој што ти инсистира, нели, победникот Победник со победник. Победник со победник, тие го прекршија. И од таму е всушност ова што е став на ВМРО ДПМН, можеби за партија која што 20 години ја практикува власта, а познато е ова дека е клише дека власта корумпира, да речам апсолутно, току долгата власт корумпира апсолутно, можеби е најдобро и за самата партија ДУИ и за Република Македонија ДУИ да оди во опозиција. Кога можеше ВМРО ДПМН победник на изборите во 2016 година со поголем број на претеници од СДСМ, мирно и конструктивно како и секоја, да речам, опозиција, да остане и да функционира во опозиција толку долго, ќе научи ДУИ како треба да се однесува во опозиција. Зошто го кажам ово? Го кажам затоа што во периодот кога после 2006 година не беа поканети во власта што ја формираше во владата што ја формираше ВМРО ДПМН, ДУИ направија се што беше во нивна моќ на домашен, на меѓународен план, да направат, како да кажам, власта да биде или владата да биде што помалку функционална, парламентот да биде помалку функционален, и со помош на меѓународен фактор ги издействуваат тие тој фамозен мајски договор, кој што го отвори патот за влез во власта од опозиција на ДУИ. Следите три гости во емисијата професорот Трајко Славевски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, екс-министер за финансии. Професоре, каматната стапка на Централната банка на САД е повисока за 1% поен од нивната стапка на инфлација од 4%. Кај нас инфлацијата и натаму е двоцифрена, а референтната каматна стапка на Народна банка е двојно пониска од стапката на инфлација. Вие поставувате дилема до кога. Моето прашање е дали банкарското лоби врши безкрупулозна девалвација на вредноста на заштедите и депозитите? Па видите, сега дали тоа го прави свесно, несвесно некој и така натаму, ова е ситуација која што и одговара на самата влада,
Значи, одговара на владата високата инфлација и му одговара на банкарскиот сектор, кој што нема некои притисоци за зголемување на приносите на депозитите на македонските граѓани. Како користи владата? Па користи затоа што кога плаќаме ние данок на додана вредност на многу повисоки цени на услугите, да речеме, угостителските услуги, на производите и така натаму, поголем дел со иста стапка оди во државниот буџет на име зголемен данок на додана вредност. А од друга страна, кога владата се задолжува со релативно на пазарот, на домашниот пазар, кога се задолжува со релативно ниски каматни стапки, а стапката на инфлација е двоцифрена, тогаш таа го намалува, ја намалува реалната вредност на долгот, значи одговара. Видите, сега ова што цитиравте, тоа беше мој став кој што повикува оваа доминација на фискалната политика да престане и Централната банка на некој начин да премине во монетарна доминација со цел да се намали што поскоро стапката на инфлација, затоа што тоа има разорни последици по самото општество во Република Македонија. Има малку добитници, ама има голем број губитници. Губитници покрај тоа што пензионерите, оние кои што имаат заштеден или ги чуваат за старост. Оние што имаат фиксни доходи, оние кои што не можат да излезат на улиците или да се заканат со штрајк, блокирање на државата, ујапа царина и така натаму, чишто глас не се слуша, тие страдаат затоа што буквално со ниту еден закон, со ниту еден пропис некој им врши конфискација. Конфискација значи одземање. А што е одземање? Што е ако имате заштеда, нели, на која што добивате 0,5% камата, една година парите со стапка на инфлација од 14%, вие 13% од парите некој, не 1000 денари, 130 денари некој ви одземал. Вие сте ги изгубиле како реална вредност. Понатаму, големи губитници се малите фирми, малиот бизнис во Македонија. Сега година и пол имаме двојно повисока стапка на инфлација од таа во еврозоната. Имаме реална апрецијација на курсот на националната валута и тоа ќе има притисоци и проблеми со платниот биланс и слично и ќе бара некои порадикални промени на монетарната политика. Тоа е, значи, тоа е поентата, тоа е пораката во врска со инфлацијата. Инфлацијата е во моментот големо зло на кое што не му се дава нужно внимание. Дали затегнувањето на кредитната монетарна политика може да не однесе во друга крајност на неликвидност? Не, видите, Централната банка, внимајте сега, затегањето е веќе на сила, нели? Ако ме прашате мене, кажам дека Народна банка на Република Македонија задоцни, требаше 4-5 месеци претходно да започне да зголемува каматна стапка, како што тоа го направија, да речеме, најголемиот број банки од Централна, од Источна Европа, системот на федерални резерви на Соединетите американски држави. Европска Централна банка исто така доцнеше, според сите вака сега овој ставови и анализи. Но Централната банка треба да биде погласна во барањата за трезорот, Министерството за финансии, буџетот и така натаму, да ги скрати своите апетити, да ги доведе во рамки на она што е неопходно со заедничко координирано делување на фискалната и монетарната политика да дојдеме до еден оптимален резултат. Затоа што знаете, кога фискалната политика или буџетот е раскалашен, се однесува како, нели, не знам да живееме какви бескризни времиња, во тој случај монетарната политика нужно ќе мора да затега и тоа ќе биде лек кој што е горчлив. Во последен период стопанствениците алармираат дека се незадоволни од тоа како владата, државата менаџира со стопанството, дека економската состојба е неповолна, дека политиката ја лошо влие врз економската слика на државата, дека до степен дека економските параметри околу економскиот развој се нереални, економскиот раст е нереален. Каков план за стабилен економски развој ни е потребен?
Ова е прашање кое што не може да се одговори во една минута. Треба многу да се направи, да се смени пристапот, односно моделот прво на раст и развој. Социјалдемократскиот сојуз уште од 2015 година промовираше еден модел на раст кој што банкротираше пред нашите очи. Мислам, сосема се распадна. Тоа беше раст наводно со зголемување на потрошувачката, на лична потрошувачка, дека ќе расте економијата. Гледаме дека не се постигнаа стапки на раст повисоки од околу 2%, а се предизвика да речам и инфлација, меѓу другото, не само заради енергетската криза и кризата со храната на светските берзи, тие се веќе стабилизирани одамна, кај нас инфлацијата се уште е висока. Се направија големи дисторзии на пазарот на труд. Ево, често имаме средби со бизнеси од по десетина вработени, мене ми се жалат, кажуваат, они што вработуваат во услужниот сектор, што вработуваат мануелна работна сила, од сега со ова ниво на минималната плата, например, не можеме да направиме, не можеме да ги мотивираме подобрите работници. Се е сведено не една урамниловка. Ево, земете во град Скопје. Ако имате најниската плата, минималната плата што ја примат вработените, според квалификациите, ако е 21.000, градот Скопје, мислам, администрацијата не може да ги плати инженерите кои што му се потребни, архитектите, повеќе од 27-28.000 денари. И која е мотивацијата тука за работа? Велам, длабоки се проблемите. Од таков модел, нели, на раст очекуван од зголемување на потрошувачката, извозно ориентиран раст е решението. Ние уште во програмата Обнова на Македонија, изборна за изборите парламентарни во 2020 година, понудивме еден заокружен модел, нели, кој што сега за наредните избори ќе го доразработиме и ќе настапиме пред македонските граѓани. Има ли излез од задолжувањата? Ланскиот јавен долг беше 57,1% од бруто домашното производство, кое е историски највисоко. Како ќе ја завршиме годинава? Сега не сум ги видел проекциите за можните или потребните задолжувања до крајот на годината, но мислам дека нема да се намали. Нема да се намали, знаејќи дека се потребни средства за затворање на дефицитот во буџетот, како што беа проектирани, и апетитите, нели, кои што се сега на видело на власта упатуваат на тоа дека јавниот долг нема да се намалува, туку и понатаму ќе расте. Сега ќе расте до оној момент додека кредиторите кои што ни даваат средства на заем не заклучат дека сме влегли во некоја зона која што е ризична и ќе ги заострат условите, пристапот и така натаму, па ќе мора наместо меко спуштање или намалување на јавниот долг да имаме тврдо спуштање. Почнавме со политика, со политичкиот аспект ќе завршиме. Можна ли е нова средба на двете најголеми партии, на лидерите на двете најголеми партии и под какви околности? Видите, добро, кога се скрши мразот, сега кога имаше веќе една средба, мислам дека би била корисна средба да се направи да рекапитулар на дисонантните тонови што се појавија во толкувањето на тоа кој што предложил, кој што мислел, кој што кажал, и да се види дали може да се приближат ставовите околу излезот од ситуацијата во која што сега се наоѓаме, затоа што ставот на ВМРО-ДПМ е многу јасен. Под бугарски диктат, кој некој ве негира, не ви признава ништо, вие да и не бара не нуди никаков реципроцитет кај себе, да ги прифатите тие услови, мислам би било историски погрешно и штетно за земјата, за државата и за македонскиот народ. Што велите дека е добро што почна диалогот меѓу двете најголеми партии, тоа значи дека не отфрлате сепак да се постигне некаков договор или грешам? Не можам да прејудицирам, нели? Не можам да прејудицирам, не знам кои се црвените линии на едните или на другите. Се директно ве прашувам, може да ви се случи некој од вашите сопартици па и пратеници да ви
откаже послушност и сепак да дигне два прста за уставни промени? Не, мислам сега, тие јасно го имаат искажано својот став, дека пратеничката група од 44, нели, која што сочинува коалицијата предводена од ВМРО ДПМН е компактна и има јасен став заеднички по прашањето дека нема уставни измени под бугарски диктат. Така беше и пред Спанскиот договор, па сепак се изгласа промени. Не. Различни беа, да речам, состојби. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам. Следете интервју со универзитетскиот професор, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, професорот Трајко Славевски. По кратката пауза за реклами продолжуваме со следните содржини за овој издание на Тринг. Следете не. Украина во контраофанзива, руската армија со нова агресивност кон урбаните средини. Дали русите можат да уништат толку современа артилерија, колку што Запад ги надополнува своите воени арсенали со нови оклопни возила и ракетни системи? Во меѓувреме, Русија и натаму продолжува со агресивност кон украинските цели. Се додека веројатно НАТО не го зајакни и не го зголеми војниот капацитет. Се зборува за можност за употреба на нуклеарно оружје. Јастребите во НАТО и Москва посакуваат и креираат директна конфронтација. Целиот геостратешки амбиент го надополнува и прикриената дипломатија на САД и Франција, кои заговараат мировна конференција. Во овој издание на Тренинг, мој соговорник ќе биде Мирче Адамчевски, долгогодишен дописник од Москва и колумнист кој речиси на неделна основа, па и секојдневно може да се каже, ги обсервира случувањата во однос на руската агресија врз Украина. Добре дојдовте. Мирче Адамчевски, на почеток, дали контраофанзивата на Украина може да се толкува како пресвртница во војниот конфликт меѓу овие две земји? Прво ви благодарам на поканата. Што се однесува во поглед на прашањето што го поставивте, мислам дека не е пресвртница, него ова е прв чекор, некаков обид на Украина, ако може да врати дел од териториите кои што се под контрола на Русија и кои што се и фактички дел од Русија, бидејќи Државната дума ги внесе во во рускиот устав. Јас од она што го следам и што го гледам, дури изјавите од украински извори, официјални украински извори се дека тие сега као опипуваат каде се слабостите на Русија, дека напаѓаат во 2-3 правца, па да видат и демек допрва доаѓа големата контраофанзива. Јас не можам да кажам дали доаѓа или не доаѓа, меѓутоа западни извори велат дека за сега многу тешко оди ова контраофанзива на Украина, затоа што русите се добро утврдени, тие овој неколку месечен прекид на интензивните борби го искористија и ќе бидеме сведоци, предпоставувам, на крвави борби, а каков ќе биде епилогот, никој не знае. Белорускиот председател Лукашенко денуве порача дека потребен е само еден телефонски повик од Путин и можеме веднаш да употреби атомско оружје. Видите, наводно Русија од вчера или завчера почнала да ги испорачува во Белорусија тактичките нуклеарни оружја. Меѓутоа, тоа, да, точно, доволен еден повик, но за да дојде до користење и до употреба на нуклеарното оружје треба многу фактори да се исполнат пред се, да речеме тоа може да биде агресија од Полска или од Литванија на Белорусија. Значи, доколку има агресија, тогаш би можеле тие да го искористат, затоа што јас колку што знам од стратегијата и на Белорусија и на Русија, употребата на нуклеарно оружје е во оној момент кога ќе биде загрозена територијалната целосност на нивната држава, на тие држави. Генералниот секретар на НАТО денуве неколку поенти порача до официјална Москва, неколку ставови ќе прочитам, ќе се разговара за зголемување на производството на оружје и муниција. Руската нуклеарна реторика е непромислена и опасна. Каде води ова конфронтација на релација Вашингтон, Брисел, Москва?
Јас веќе го загатнав кога реков Запад нема да попушти и еве и од денеска доаѓаат нови изјави од Столтенберг дека почнува обуката на украинските пилоти за американските ловци F-16 и тоа значи дека војната тие треба да се обучуваат најмалку 6 месеци до година и пол. Тоа значи дека тие планираат да се води долготрајна војна. Што се однесува до ескалацијата, значи ние се сеќаваме пред кога почна во февруари лани војната, на почетокот Запад не сакаше да дава оружје на Украина, него дава само нелетално оружје и за подоцна да почна да даваат па стингери, па противракетни одбрани, па сега полека дојдоа до тенкови, па дојдоа до дронови, па модерни Патриот го добија. Така да полека Запад се повеќе и повеќе ја вооружува Украина со современо оружје. Доаѓаат сигурно дека ќе бидат и F-16, доколку до тогаш нема некако прекина војната, а после F-16 ја очекувам да, доколку не се заврши работата како што сака Западот, очекувам и влез на НАТО трупите во Украина. Влез на НАТО трупите да и помогнат на Украина, што може да предизвика и војна од пошироки размери и користење на она што го спомнате, нуклеарното оружје, мислам тоа било нуклеарно оружје, тактичко нуклеарно оружје кое што сепак е многу опасно. Американците засега се воздржуваат од тоа, но прашањето е до кога и колку тие ќе ги нарушуваат така наречените црвени линии од Русија. Русија имаше неколку пати рече црвени линии. Ова ако го даете ќе направиме ова, ако им го даете ова на украинците ќе направиме она. Западот опипува плюс и досега сите црвени линии што беа од русите поставувани ги прегази. Сега не знам која е крајната црвена линија руската да може да одговори на ова офанзива западна. Адамчевски, Зеленски е убеден дека ќе успее да си го поврати Крим. Може ли Путин да си дозволи таков дебакал? Мислам дека Зеленски нема да го врати Крим. И очекувам дека сепак, можеби не оваа година, можеби за година-две, да дојде до некакви преговори, затоа што, знаете, многу гинат. Има по стотици илјади луѓе изгина и од едната и од другата страна, мислам и руски и украинци, додека Западот само лиферува оружје, а војната е практично Америка-Русија. Мислам, Запад и Русија, не е Украина е тука само да дава човечки жртви. И од тука бројот на жртвите, доколку продолжи да се зголемува, претпоставувам дека некој, дали Кремљ, дали Киев, ќе речат дајте да преговараме, се разбира со посредство на некој однадвор. Најглавен посредник е Америка. Америка кој рече утре, ајде преговарајте на украинците, тие ќе преговараат. Тие се во таква ситуација да се многу зависни од Западот, сами воопшто не можат ништо да направат и тие се свесни за таа работа. Неодамна се одржа полско-украински самит. Вие во една од вашите колумни пишувате дека е можно Украина брзо да стане членка во Североатлантскиот одбранбен сојуз, доколку дојде до спојување помеѓу Украина и Полска. Значи, на 12 или 13 јули сега, во Вилнус ќе се одржи самитот на НАТО. И има големи дилеми и прашања кои што ја засегаат Украина. Украина сака да ја прима за членка на НАТО. Запад, Америка и Германија пред се против. Други земји, Германија и Франција, сметаат дека треба да се дадат некакви гаранции за безбедност на Украина без да влезе во НАТО. Меѓутоа, гледано пошироко, односите на Полска и Украина, колку и да има темно минато зад себе, напредуваат и можно е да дојде до некаква унија на Украина и Полска, што ќе значи, ако се направи заедничка држава, таа држава ќе биде членка на НАТО.
Но јас мислам дека Украина сепак ќе биде членка на НАТО која ќе се заврши војната. Неа ќе ја примат во НАТО. Не друго, да биде под контрола на Брисел, за да не може сама некакви ексцеси или намери да има офанзивни кон Русија. Значи да биде контролирана од Брисел. Сметам дека Русија, колку и да се противи сега на членството на Украина во НАТО, кога се ќе се заврши, Украина која ќе влезе во НАТО, Русија нема потреба да реагира, затоа што горе во Финска сега, кога ја примија во НАТО, таа има граница со Русија 1000 и кусури километри. Значи Русија веќе има членка на НАТО на својата граница. Сега некој ќе рече, ама Украина не е Финска, нормално, не е Финска, немаат што да делат. Меѓутоа, зависи се како ќе се реши, како ќе биде крајот на војната. Кисинџер на почетокот на војната ја промовираше идејата Украина да се откаже од веќе анексираните руски територии пред се Крим, потоа би почнале мировни преговори. Дали Бајден и Макрон, кои потајно ја прифаќаат ова Кисинџерова стратегија, всушност ја заговараат идејата за што поскоро постигнување на мировен договор и што би било евентуалното компромисно решение? Значи Бајден и Макрон вака навидум се за компромис или мировно решение. Нивното решение Русија да се повлече на границата до 1991 година и тоа да почнат преговори. Русија нема да се повлече, поготово сега кога ги зеде кога ги освои овие територии. И освен тоа, Бајден и Макрон, ако сакаат преговори, тие нема да трупаат оружје и нема, еве Сабајлова прочитав, во Конгресот се води сега битка поради задолженоста на Америка, дали треба толку пари да се даваат на Украина. И прочитав нека бројка дека досега има околу 100 милиарди долари, тоа е огромна цифра, дадени на Украина, што во вид на оружје, што као финансиска директна помош. Така што огромни пари, огромни вооружувања се даваат и Макрон истото тоа го кажува. Значи, навидум, да, се за некакви преговори, но тие преговори треба да бидат под диктат на Западот, односно или на Украина, а не под диктат на Русија. Но сепак знаеме ние во историјата дека преговори има во оној момент кога двете страни ќе се договорат да почнат преговори. Меѓутоа имаме иницијативи од Кина, имаме иницијатива од Индонезија, имаме иницијатива од Ватикан, има иницијатива од африканските земји, еве тие денојове ќе доаѓаат во Европа, сакаат да се сретнат и со Путин и со Зеленски, со лидери од Европа, сакаат да се сретнат да поразговараат за нивната мировна иницијатива. Така што гледаме, има иницијативи, но тие иницијативи не се прифатливи за Украина, не се прифатливи за Западот, затоа што поаѓаат од фактот дека прво треба да се прекине војната, па да почне да се преговара. Следите Трилинг, гостин во ТВ магазинот е Мирче Адамчевски, поранешен дописник од Москва. Адамчевски, со стартот на руската агресија врз Украина, она што се постави како дилема е руското влијание и пенетрација во регионот. Дека, особено во последниот период, е се поприсутно. Во 2017 година русите има огромна кампања против за задржување на владата на Никола Груевски, поддршка на власт на коалицијата ДУИ ВМРО-ДПМН, и тогаш имаше и медиумски кампањи, и изјави, и дипломатски, така што се врши одреден притисок врз Македонија да не дојде до тие промени кои што настанаа после со шарената револуција. Сега таква мазива руска медиумска и дипломатска, во смисла пропагандна, немам видено, иако има луѓе кои што зборуваат дека да, еве се користи од Србија, таму имаат медиуми кои што влијаат, па од српските медиуми се пренесува кај нас и така натаму. Така што Русија е премногу окупирана со она што таму го и се случува. Неа многу тешки работи се случува, таа може да изгуби војната. Таа е многу, посветена на она што
се води во Украина и нема ни сили, нема ни можности да влие, да речеме, на Европската унија да не ја прими Македонија. Дали конфликтот ќе го забрза процесот на интеграција на земјите од регионот во европското семејство или можеби и сега и Брисел помалку е повеќе предпазлив во овој дел? Ние треба да го искористиме овој бран, сега што се случува со Украина, затоа што Европската унија сака да ја вовлече Украина. Значи, кај не. За НАТО ќе биде. Обично прво влегуваа во НАТО, па потоа во Европска унија. Така беше досега развојот на приемот на нови членки од источниот блок кој што влегува во Европската унија. Прво во НАТО ги приема, па после во Европската унија. И сега останува да се искористи тој бран и на работ на тој бран да можеме ние и земјите од регионот кои што се сака да влезат во Европска унија да го искористиме моментот. Да не е Украина, да е мирно сега. Европа веќе знаете вие, имаше санкции за Полска, санкции за Украина, па незадоволство меѓу себе, не беа задоволни едни од други, имаше проблеми внатре во економската унија, па Макрон ова една политика, Германија друга политика. Значи, Русија беше државата која што ги обедини, кој што ја обедини Европа и мислам дека така обединета Европа може до некаде да ги притискаат и Полска и Украина и другиве да не притискаат против влезот, иако унгарците, Унгарија, не мислам, пардон, грешка Украина, Унгарија, мислам дека унгарците ќе се противат доста долго. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Да, ви благодарам уште еднаш на поканата. Следете разговор со Мирче Адамчевски, долгогодишен новинар и дописник од Русија. Безбедно, пристапно и достоинствено домување за сите. По овој наслов неодамна се одржа фестивалот за домување во организација на германската фондација Фридрих Еберт и организацијата за домување и станари, која беше реализирана и тркалезна маса на тема младите и домувањето во Северна Македонија. Јана Киевска едно неодамнешно истражување покажало дека младите не се запознаени со законот за домување, а забележано и недостиг од соодветно домување по соодветна цена. Кои се причините за овие поразителни податоци? Пред се, генерално граѓаните не се запознаени со законот за домување, а секако тука се вклучени и младите. Причините се повеќе бројни и проблемот е повеќе слоен. Меѓутоа, главно е недостигот на политики во оваа сфера, односно непостоењето на регулирање на пазарот на недвижнини, непостоење на индикатор кој што ќе ги одредува цените, ниту пак политики за плафонирање на цените, како што имаме примери со некои европски земји, како Германија, Шведска, Шпанија и така натаму. Кои се потребите и каков е пристапот на младите до квалитетно домување во овие услови кога социјалната и економска состојба не е толку поволна, имајќи во предвид дека поминавме низ една економска, енергетска криза, здравствена криза? Младите се една група во која што има голем број на подгрупи. Пред се најголемата која што се соочува со проблемот на пристапно и безбедно и квалитетно домување се студентите, бидејќи секојдневно транзитираат во градовите каде што има универзитети, Скопје, Штип, Битола. Но освен студентите кои што се соочуваат со овој проблем, тука се и останатите групи на млади, бидејќи оваа група според законот за младински политики и младинско учество се сите граѓани до 29 години. Тука имаме млади кои што само што завршиле факултет, бараат првата работа, млади кои што се помеѓу две работи, млади кои што се на магистарски студии или се докторанти, па бидејќи им се пофлексибилни студиите, можат и да си најдат и работа и паралелно и да студираат и да работат, меѓутоа и да живеат одвоено од своите семејства. Тука се секако и младите кои што живеат во партнерство, кои што живеат заедно со своите партнери и сите тие млади се различна подкатегорија на таа една голема група. Што подразбирате под квалитетно и безбедно домување? За младите, еве да речеме. Безбедно, пред се значи дека кога младите ќе живеат во еден стан, дел од стан се едно, дека тие нема да се грижат дали по волјата на сопственикот другиот ден ќе бидат избркани од станот, дали ќе најдат на некаков проблем, дали ќе бидат во текот
на домувањето, на живеењето променети условите, затоа што најголем дел од собствениците го избегнуваат законот, односно не потпишуваат договори со подстанарите. Од друга страна, квалитетно значи дека треба да има стандарди какво треба да биде домувањето, односно да биде енергетски ефикасно, да има топлина, да има обезбедена топлина, да има нормално се она што значи добра изолација, прозорци, хигиена и можности за квалитетно да живеат младите. Знаеме дека е многу лоша ситуацијата во овој дел, така што тоа би значило квалитетно и безбедно домување. Колку денес младата генерација може да си допушти да си обезбеди или да се купи сам стан во овие финансиско, економски неповолни понекогаш услови? Има, според одредени истражувања, има голем број на станови, но цената на становите и натаму е висока. Па пред се треба да се реобмисли целиот систем, односно младите да имаат и можност и да си дозволат да живеат под кирија некаде и да си дозволат да можат да купат стан. Меѓутоа треба да биде реобмислен системот, односно и додека студираат да има можност за флексибилно работно време, да има можност за скратено работно време и тие така да биде дизајниран тој систем што ќе бидат работните места и блиску до универзитетите, блиску до кампусите, блиску до студентските домови, блиску до оние населби каде што најчесто се сместени студентите, за да можат да работат, да се издржуваат себе си и да плаќаат кирија. Многу е тешко финансиски да се издржуваат самите себе си младите луѓе, но исто така тешко е и кога работат и кога се финансиски независни, огромен дел од својата плата да ја даваат на киријата, бидејќи високите кирии повторно предизвикуваат сиромаштија, затоа што половина или 40% од платата да оди на кирија, што останува зашто останува останатиот дел од парите, не е доволно за нова облека за на новото работно место, можеби добра хигиена, културен живот, забавен живот, со пријателите, со колегите, затоа што тука се случува и тој нетворкинг, каде што младите можат да си ги бараат своите можности, значи тие треба да се присутни во социјалниот живот, во забавниот живот, во културниот живот, а да не разговараме и размислуваме понатаму за нови искуства надвор од државата, патување и слично. Едно постаро истражување на порталот Факултети МК на прашањето на која возраст може да се осамостојат младите во Северна Македонија, 67,7% од испитаниците одговориле дека би се иселиле од родителскиот дом само доколку купат сопствен стан. Преостанатите 32,3% би оделе под кирија. Какви стимулативни мерки се потребни за да може млад човек да си допушти да си купи стан? Пред се таа бројка од 30 и нешто проценти, верувам дека би била млади кои што би сакале да живеат под кирија и би се нафатиле, сметам дека би била многу повисока доколку прашањето би било дали би живееле под кирија, доколку становите кои што се на пазарот на недвижнини се квалитетни, се по поволни цени и се пристапни за младите. Верувам дека таа бројка би била поголема, затоа што споредено со 67% кои што би се иселиле од заедницата, од потесното семејство, дека би живееле сами доколку купат стан, тоа значи дека гледаат тука поголема сигурност, но една многу голема волја за да се одвојат од семејството. Стимулативните мерки се компаративно од другите земји, да речеме одредување на максимална цена според локацијата, според бројот на соби, според бројот на катови во една зграда, според тоа како е уреден и кои се можностите понатаму, плафонирање на таа цена или можеби индикатор за цените, односно објавување на фер цени, кои што ќе бидат јавно достапни, каде што младите ќе можат да гледаат некој ориентир во цените кога би се би се охрабриле да живеат сами. На тема безбедно, достоинствено и пристапно домување, опатен и делот од анализата околу урбаниот развој на градот. Може ли да говориме денеска за урбан град или за урбан хаос? Ние и секако и говориме и живееме во еден урбан хаос, но мораме да се трудиме да го регулираме тој урбан хаос со планско градење, меѓутоа и со регулирање на цените. Знаеме дека огромен број од становите се празни, меѓутоа и самите собственици не ги регулираат доколку ги изнајмуваат становите. Треба да се воведат стимулативни мерки, каде што
собствениците ќе ги пријавуваат становите, ќе ги пријавуваат договорите, ќе склучуваат договори со подстанарите и тоа нема да биде на тежина на подстанарите, туку тој товар ќе биде преземен од страна на оние кои што го се во подобра, позавидна позиција во таа двонасочна врска помеѓу подстанарите и собствениците на становите. Секако мораме да веруваме дека може да се регулира и сметам дека овој прв чекор на креирање на методологија и калкулатор за регулирање на цените е сигурен чекор кон регулирање на тој дел. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам за поканата. Социјална правда, намалување на нееднаквоста, намалување на сиромаштијата, како овој негативен тренд да се престика и во делот на домувањето, кој веројатно на јавноста кога ќе им се спомене тема домување им изгледа банално, меѓутоа објективно во западноевропските држави начинот на живот се цени и е некаков модел како живее едно европско семејство. Социјалната правда и намалувањето на нееднаквоста е токму во делот што има под покривот. Дали покривот протекува, дали некое ќумбе од минатиот век баботи или сепак има организиран систем на централно грејење и ладење со кој што се овозможуваат комфортни услови за живот. Она за кое што ние сакаме тука да зборуваме е едно стратешко влијание, значи еден стратешки пристап во кој што не само политиката за домување во смисла на урбани планови и поставени објекти за живење ќе бидат во фокусот на развојот, туку зборуваме како домувањето во суштина ја поттикнува социјалната вклученост, го поттикнува образованието, раниот детски развој, безбедната старост, безбедното движење на самохраните родители, еден природен развој на младиот човек од детство кон адолесценција и кон осамостојување и така натаму. Колку во едно вакво општество на социјално раслоено, социјално раслојување, секој може да си препушти денеска да си купи стан или во најмала рака да живее под кирија во релативно пристојни услови. Како живее еден европеец, така би требало да живее и еден македонец. Треба да живее така што вкупната сума на трошоци кои што ги има без разлика дали се кирија, хипотека, отплата на рата, сметки и така натаму, не треба да биде повисока од 35% до 40%, инаку веќе се смета за сериозно материјално депривирано семејство и не може да ги обслужува останатите сегменти кои што водат со квалитетот на живот. Тоа не е случај кај нас. Кај нас и да западнете во тој процент повеќе, значи цела плата да ви оди на кирија, вие немате механизам со кој што може да се обезбедите дополнително. Значи вие буквално кај нас, доколку не сте во најранливата категорија, малтене не сте бездомник, значи има 5 категории по кои што може да добиете социјален стан, и ако не сте студент од социјално ранливо семејство кај што може да користите студентско домување, вие немате друга опција како и каде во еден момент на социјален ризик. Тоа може да биде развод, не мора да биде повеќе, може да биде момент на семејно насилство. Вие освен социјални услуги немате систем за домување во кој што можете достапно да обезбедите место за живење. Дуковска, вие во една прилика сте напишале инвестицијата во домување значи директна инвестиција во здрава нација, намалување на сиромаштијата и почитување на човековите права. Пораката која ја прочитавте токму треба да го отслика интеграцијскиот момент, кој што е најважен кога се зборува за политика за домување. Бидејќи едно е вие да имате, како што веќе раскажував, живеалиштето да биде со соодветен квалитет. Друго е кој е амбиентот, животната средина во која што се наоѓа тоа живеалиште. Дали е во зелена средина, дали има доволно спортски игралишта, дали лесно можете да отидете до маркет, дали ако сте возрасен можете лесно да се движите по пристапните патеки, дали малите деца имаат доволно простор за собствен развој и така натаму. Кај нас во суштина се случува една сегментизација.
Законот за домување се бави со заедниците на станари, колективното домување, сопствениците на станови се тие кои што одлучуваат и тоа завршува некаде до влезната врата на тој колективен објект. Потоа го имате Законот за социјална заштита, каде што нели се грижи за социјалните ризици, им дава социјални бенефиции. Социјалните станови се исто во Министерството за труд и социјална политика, нели заедно со Министерството за транспорт и врски, ама дотука е. At the beginning, how's the housing practices in Iceland? Well, we are in the middle of a crisis. We have a massive shortage of housing. It's both because of reduction in production, but also because our population is growing a lot. It's growing both naturally, the demographic is growing, but as most other countries in Europe, we are also welcoming thousands of refugees from Ukraine, from Central Asia, from South America, and it's all putting a major pressure on our housing situation, and it's quite frankly very bad, and probably has not been worse than around 1960. Can you make a comparison with the situation in Macedonia? Yeah, in many ways. The fact is, Iceland has always been driven by private ownership of homes, and we had around 90% was private ownership. And this is a similar level as has been here in North Macedonia for decades. It was both a social program and also an economic program allowing people to build and buy their own homes and supporting that. But for the last decade, actually ever since the bank crash in 2008, the focus has shifted towards increasing the rental market without regulating it. And this is a comparison that I can see here, that the rental market is growing. It's getting harder and harder, especially for young people, to have their own decent housing in a private ownership. So they're forced to be on the rental market. The rental market can be a good option. We can see Austria, where 60% of the households are renting their homes. In Vienna, it's 80%. And it's a socially driven, not-for-profit housing market. But we need a social housing stock that is also a force to contain the free market and regulation in terms of rental prices, especially on the free market. What is the best solution for us as a small country? The solutions we have, they are all in the past, and they are in your country and in my country, in forms of cooperative, in forms of where people could actually help themselves, and also on a much more local level could administrate their housing stock. So you remove the profit that is generated through the free market from the housing production, at least on a scale that is important and also can benefit. So it cannot be only 3% or 5%. It has to be a share that at least 1/3 in order for it to counteract the free market, to shape it and contain it. Important thing here for any capitalist or economist is to understand that the capital of the tenants, it does not participate in the market when the majority goes into the pockets of a landlord, and it harms everyone in the society. Thank you for the interview. Thank you. Тука е крајот на уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Ви закажувам нова средба за 7 дена во исто време, петок, 20 часот и 45 минути. До тогаш, довидување од мене.